молба. Молба. Lagane sam se naspjao s godinje. Ej, ženski budalalaci. Što se neke čuješ i neke vidiš od njih? A, što тоа, честити царе? Što im teknalo сега na ženite, care? Ajde vi da pročitate sami. Pročitajte sami. Aj, ženi. Si se izdosmijavne. Сега, советници мои, što mislite vi po ova prašenje za ova ženska rabota? A? Što se umite, bre? Što se dumate? Се знае, ženski budalalaci, бе, или što poike, така ќе свршим ова работа, нели? Сум сигурен, честит царен. А, ма тука е и царицата подпишана. Велиш, и царицата е подпишана. Ами лели и царицата е жена? Па не знам. Ако добро се размисли, може би ќе биде најдобро да ги направиме рамни со нас. И тие се умни. Колку што ми фаќа умот, ќе биде најдобро така да направиме, зашто и самата царица тоа го сака. Добре, ај тебе те чув и да се слушам поќе уста да ми отвориш доста. Ај ти, што ќе кажеш за ова работа? И јас го мислам истото, честити царе, да им се даде право како на мажите. Ама не баш толку, зашто ако им дадеме на жените исто право, тие ќе ни ја затворат куќата и нема кој да ни ги чува дечињата, а и домакинлакот ќе ни го запустат. Да, најдобро ќе биде така да направиме, честит царе. Да не го крши матерот на царицата. Еми, штом така велите советници мои, така и да направиме. Да им дадеме право, демек да управуваат со царштината, како нас мажите. Само си велам со умо, да им направиме една проба ние, да видиме колку се способни тоа да го прават и колку можат да чуват државни и царски тајни. Како го мислиш тоа, царе? Што мислиш ти, царе? Сега баш сум смислил и тоа е. Многу лесно ќе ги провериме. Слушај, подај ми го ковчежето. Сега, лели ни пишале и вака одговор ни барат, така и ќе им дадеме и ние. Демек, во ковчежето ќе го ставиме. А што ќе ставиме внатре, елате да ви кажам. Да. Алам да ти е, честит царе.
Сега решава. Ако ништо не решат, ние пак им спратиме молба. Со писмо. Решаваат. А и не е мала работа да ти се даде право да управуваш заедно со Маши. Јас ќе бидам генерал, а ти? А? Советниците? А одговорот? Одговорот и ние не го знаеме, царице. Само знаеме дека е во ковчежево. Царице, царот заповеда да ви го донесеме одговорот и рече дека не смеете да го отварате ковчежето 3 дена. На третиот ден да го отворите ковчежето и што ќе рече федманот, тоа да правите и тоа да бидете. Така заповеда царот. Значи, внатре. Ќе почекаме малку сите заедно тука. Да видиме што ќе се случи. Убаво направивме што баравме вака со писмо да ни се одговори. И што со писмо ја испративме молбата. Така е, царица. Сега си го имаме ферманот и по 3 дена ќе седиме заедно со царските големици. Ќе бидеме еднакви со мажите. Ако во се, ако бидеме. Убаво е што го имаме. Само кој да дотрае 3 дена. Да го отвориме, царице. Да видиме што пишува така во писмото. Нема никој да знае. Не. Ма само малку. Да го видиме, а да не го читаме. Да. Не е убаво да не се слуша царска заповест, нели? Само да го видиме како изгледа. Нема ништо. Па што е ова? Мајте се играат со нас? Баш сум лута. Нема ништо. Слуга! Почекај. Заповедај, честита царице. А мои царице, зошто сте го отвориле ковчежево? Не сме го отворили. Е, како не сте го отвориле кога нишано што го ставив го нема?